Сега мора да бидете трпеливи малце, пошто фаќаме нови фирмички, да ме растеме, напредуваме и да најавам дека ќе имаме од следната емисија па натаму ситни giveaway, уште не сме од оној момент кај што ќе делиме станови, iPhone-и, 17-ки чуда врагови, ама вака едни Redmi Buds 6-ки актив ќе пројдат, а? Јако да Епа, ако да. Мал подкаст. И почнавме? Да бе. Почнавме. Да бе. Ти мислам си правиш мув, ти Не бе, не. Ме гледаш како официјално водителски зборам, не ме зезе. Па затоа ми чудно. Не бе, не. Еве, и значи ќе доделуваме секој наредна епизода по нешто ситно. Ќе имаме веќе неколку фирми закачено, значи овие две епизоди ќе доделуваме Redmi Buds 6 актив. И затоа што знаете дека сите giveaway се генерално наместени. Не. Се. Јас сум правил giveaway. Генерално, затоа генерално кажав, не сите. Два giveaway имам правено во мој живот. Аха. Што излекував? Мислам дека една фирма што ја рекламира, не знам некои продукти, не е битно што. Јас ги вакво има една апликација се купува едно или $2. Таа апликација, таа мести што да ти зборам. Како мести ја човек да знаеш. Јас со два телефона, со два телефона го снимав одозгора у лайв, тоа го објавив. Ја врска немам кој доби, не ги ни познав. Сега ќе ти кажам, пошто пак местал суштина. Пошто пак на вас ќе падне да изберете кој е добитник, ама ќе правиме нешто што никој не го направил. Ќе избираме добитник во иднина. Аха. Значи вие од сега ќе кажете бројчиња меѓу 1 и 100 и ќе кажете уште по два броја, еден за плюс, еден за минусот. И може ќе имаме само 10 пораки, ти текнува. И значи ќе кажете да речеме бројче од 1 до 100 и еден ќе кажете да речеме минус 53 или плюс 22, сега карикирам и уште од сега добитниците ќе си се спремни за наредната епизода. И така нема ни апликации, ни бутур, него кој ќе се има среќата, тој ќе си добие. Сега да ве представам. Ова ми е школска другарка од основно, значи не знам. Години се знаеме на сите можни начини. Сме учеле заедно, сме се дружеле заедно, сме ми идела на свирки на времето како што ти идела на тебе. Чекај, уште иде ке мене, не ми идела на Добро, мене. јас ке мене уминато пошто не свирам више. Значи не Искра Коровешовска, уредник, главен стана на Веќе не главен, сега сум дневен уредник, да бев главен уредник на Алфа. Така. Што се смени? Ај ке ни кажеш. Чекај прво да ви знаевам. Да. И Боби Павловски, мој исто долгогодишен познаник, башка комшија. Сме карши. Ти си горе, јас сум вака сме, нели? И леле да сум знаел дека стварно е тоа така. Дека најгоре е најбољи. Не. Дека си ме гледал по гаки како сум шетал. По гаки редовно. Не да сум знаел дека ме гледаш. Ни гаки немаше да носам. Никад не би те гледал да не ми кажувале кој е овој што шета по гаки овде од тераса. И секоја година летно време ќе му се амам бе, ајде доста шеташ по гаки. Стварно е така. Како да шетам дома летно време по гаки си шетам се што? Да. Чекај сега да не забораваме. Значи прва ќе ни каже Искра едно бројче, ќе ги запишам у телефон, у ноутс, да ми стојат. Значи од 1 до 100. Па еве да речеме да се надеваме дека ќе имаме барем 100 души. 77 ева. Чекај. Еве да пишам Искра. 77 би бил број. Добро, ајде еден сега број плюс. 1 плюс или... Да речеме би било 1 од 1 плюс, ако се 20 души, 1, да речеме 20 како кажеш, ќе направиме плюсот ќе биде 20 или ако кажеш 40 ќе биде 40. 12 ве нека биде плюс. Ајде 12, чекај, 12 плюс и минусот 23. Ајде. Нема би дропки да не треба. Не, а вака ќе биде најрендом, ако нема, значи се трудиме да биде најфер. Пошо да не правиме. А тука не можеш да лажираш така. Нема шанси. Се друго можеш. Ама ете, јас сакам да си биде да си отидат кај луѓето што ќе си се сабскрајбнат, да. Ајде ти Боби кажи ми бројчиња. И види што стиснав човече. Пушти број овакво. На тоа? Глеј, 42 пиши го едниот. Ајде 42. Еве сега пак го продолжувам. Што ти треба сега помалели? Плюс. Плюс од колку до колку? Без разлика, кој да е бројот од 0 до 100? 70. Добро. 70 или минус? 0. Минус 22. Ајде. Тоа 22 го кажа. Тоа 22 го кажа зашто тоа што сум роден. Ете, супер. Значи имаме сега по од ова, значи по фер Амин ми се чини у ситуацијава.
Боби, свириш од памтивек, се знаеме уште од времето на... Од девојчиња, што ти Да, го преска. од голфот. Од голфот? Не, море, пезетката. Пезетка? Не беше пезетка, Fiat 1300. 300 ач, бре, извини. Памтиш ти Fiat Како не? 1300? Па имаш 1300, па голф? Не. Имаше едно време, немаше голф? Едно време? Голф имаше жена ми. Аха, Жена ми, тоа беше тоа после свадба го купивме голфот, памтам. аха. Нешто со парите од свадба, па нешто кредити медити, тоа му си заработувавме ба. нова кола. Мгм. А не, Фијатот 1300, тоа ми беше мене првата кола, која што ја после полагање, тоа е на 19, нема шанси ти да ја памтиш таа Како кола. не, бре? Јас Од со се- таа кола идев ја на свирки иде. Знам да. Позади товарење звучници, сензери, се унесе товарење. Ама знам како не знам. Толку Е, време па дугачко тоа се знаеме. Па тоа е, види, тоа е на мои 19-20 години, више голфот стигна на 27, така нешто. Кога ќе земеш у предвид дека ја почнав на 15 да свирам професионално, ти тука негде дека Тука, беше. Да. Баш ка тука се движевме, таа беше екипата. Памтам како, од тристачот памтам. Многу одамна. А искра ја памтам од која... Слушај, јас сум многу среќен од кога ќе се потсетам на такви моменти. Јас како искрено не. кажам, многу ми е мерак што знаеш како што не се труделе бе мајко му од ништо бе да правиш нешто. Немаш бе, Други немаш бе, времења немаш. беа. Не сум имал бре пари да ставам плин тоа Фијатот бре. И со 200-300 денари, знам, ке ставам доаѓав овдека у Усија имаше само плинара. Да. Само тука А става. уште постои. Баба ќе ми даеше 200, од овој ќе собере да 300-400 и толку само за ако свириш за уште толку пари, ама добро, нели у тоа време имало по друга А вредност сега кај парата. тураш плин? Поцава се скара. Сега нема више умре тоа време. До душа ја пошо возам кола што троши многу, бога ми си турам Па плинче. да, До ден Добро, денес. бе, шеф. До ден денес. Што е битно, битно тоа не се од овде донде. бе. Да. не се врзува за материјални Што викаше татко ми, абе дај тргнете ми ги овие телефони, дајте ми зелено за ало и црвено за чао. Толку ми треба. А и ви исто и вака со коливе. А искрено знам од кога ги носеше шишките вака. Леле, и пред да Ама не почнеме знам зашто јас така те памтам. Па така ги носеше, Така До- со шишките те памтам од телевизијата, знам така со шишките. не знам дали... Да, во еден, не, во право е. човек, да. Страшно, Да. сега ме подсети, да, и нисум се откажувала од тие две. Вака Ама како... ти вака ти е фабрички косава. Да, природна ми е. Фабрички, баш. Скроз Ти ја фабрички. пеглаш. Си ја пеглала тогаш. Не, туку ги вадев тие напред затоа што мислев дека ми е што знам недоволно фотогенично. Ама ти да не си лице, гледал, ама- да не си била фан на оние, како си кажеш ние, Spice Girls. Spice Ама Girls ја не беа тоа тие. шак- Тие- актуелни Не, беше чекај. Spice Girls. Сега не за ќе вратам 100 години назад. Леле. Она беше фан на едно италијанско шоу. И ќе ми текне Амбра? италијан... Амбра! Амбра, точно. Секој ден пред да идем у школа, од Сабајле рано станувавме порано за да го изгледаме шоуто. Имаше едно италијанско шоу, го водеа само девојките, Амбра беше како незе со Човек витка со на амбра. коса. На коса беше, Го да. знам, Преубава На една рај Сега ме нешто. потсети кога ми кажеш дека само Рај Уно. девојки. На Рај Уно, Да. а после Рај Уно, тоа така имаше јапански цртан со фудбал. Еден. И тој го гледавме, вие си доаѓавте на Ти време, а имаш овие касне. институционална меморија, драгче. Ако можеш Не, да памтиш, верувам. човече, Ама толку супер е. ме враќаш вака, човече. Јас И мислам дека од тогаш беа шишките. Да. Од тоа Јас време. знаеш како почнав да си ја сакам косава вистински, да си уживам во неа, негде над по 27-8 година, што е вака зачудување. Ете ти види. Не знам, едноставно сакав да не ја имам. Знаеш, кога ти е оптеретување нешто што не си свесен колку ти е богатство и колку ти е убаво. Колку време и ти колку треба те да ја належи. средиш и ти се? Многу малку. Сварно? Пери носи. Пери носи од Апсолутно, денешно време. Да. Си ја исправила некојаш? Да, ретко. И трае да речеме, излегуваш од фризерски салон, некои 5 минути тука до првата трафика. Те фаќа влага. Апсолутно, и потоа ако имаш снимање, имаш емисија и така натаму, уште неколку пати ми се поминува од нашите профи девојки што не се во алфа, за среќа се профи. И ако треба уште нешто до следниот ден, па керка ми дома со пегла, така што е многу неблагодарно да ја пеглам, а многу се ја сакам пегла. Чега си била од тие што порано пегла со пегла на... Не, никогаш не ја Хеле фатев ми така. имало такво. Да, Ми беше страв. на штица за пеглање со пешкир одозгоре и со пегла. Па не со пешкер, ба со Или- хартија, онака со весник. Змрсна за печење. И Да, не ми или- изненадува жени што све прават за убавина. Да, Не ми како? изненадува. А природно си е природно од друга страна кој ќе видиш. Видиш и се ни е редок пример на небоцканици, неоволкави усти и сите тие работи. Не можам да ти кажам дека не сум помислила, ама некако еве успевам уште да си се сакам ваква. Не знам.
Си ја сакам кожава, си го сакам лицево вакво и за сега нема да се решам, ама не дека не сум помислила. И што би направила? Би направила некој освежување, можеби на вратот, тоа некој дел што се гледа цело време, нели, како си Како почнеш ти од втората фаза. Обично сите вратовите види први почни од некои дали водителки пејачки што се во подоцнежни години пример, они се овдека стакло, а им се приметува по вратот, нели, дека нема бегање од тоа, сега ти почнеш од вратот, па после од тоа највише издава, уствари. А во суштина, ме знаеш како, па не дека не знам, не е тоа дека не си ги сакам јас годините или сега леле брчкиве кога ќе станат уште повпечатливи, не, туку што знам, уште малку да си ме одржам ако е можно кожава свежа. Што Добро веќе вие сте постари сте од мене? Не, тук 81-ва сум. 81-ва. Добро, јас сум Тука. 83-ја. тука сме негде. Тука сме, леле, јас мислам Трета дека сум, мислам. мислам дека сме скроз исто. Не, јас знаев дека е помало, но не бев сигурен. Значи ја сакаш да кажеш дека личам на постар. Не би дека сме исти, мислав дека сме врсници. Не сум А онда ти бил помо. Види кој ќе рече некој, Абе дете ти сте 42 години. сега сваќам уствари дека 40-тите се најубави години. Апсолутно, На 20 драга. години мислев Супермен, се, ау. Исто човек, го И кога ќе зборам дојдеш на ова стално. 40 Да, сваќаш да, дека скроз. везе, сме немале везе ни што се дешава, ни како се дешава. Ама и тогаш ни збореле, тогаш Не сме верувале. Да. Кој бе се овие години, знаеш Па- демек на 40 години, кој на 40 години сум стар, ја бе како На 40. 20 да. си мислел, леле Чичко Боби, пример сега, Па нели, а он да, 42-3, ти 20, леле, кога е стар Слушај, човече, ако ќе сте Чичко чуеле Боби. некој на 55 умрел, еј, стар тој. Стар, А стар, сега стар, ние на стар, 43 гледаш дека еве го кај Да. одма позади Јас сум аголот. сега на овие 42 години поише енергија, имам по-продуктивен. Исто, Добро, нормално исто, е, да. мислам тоа е позрел, по Така. затоа викат да ги имам овие години, ама А, да сум тој 20 памет. години помлад, нели? така. Умот да Ово е- ме тогаш. Да, ово е да, памет, да. точно, ама гледаш, изгледа секој треба да го изводи патот, да дојде до моментот за да ја свати, да ги свати тие работи. Сега ве гледам и 20 пократки. Што не си се Јас со јак- раскомотиш? Да не мислат луѓето дека нешто не, многу тенко ја ничи ми е. Не, добро, ти И си не ми е внимаваш толку, на да не мислам Ако дека ти е, нешто. ако ти е ладничко има. Не знам, сега се облечам по гаки да не си навикнал да ме гледаш по гаки. Тоа да не Веруј сакаш да дека- ми да веруј дека излечеш да. од мене. Поише сум те гледал у гаки, него ли облечен. Облечен кога ќе сме седнале два пати у годината седнуваме на кафе. Обично или ако се начекаме у гет таму, натаму нааму, Ау, а што од ми го кажа? тераса све ми е... Слушај, тој Добро, стан... ама сега нема никој Децава таму, му го претпоставувам слушаат и подкастов Ако инаку. дешо, не Добро. правиме ние... Па не, да не кажеш уште некој чекор по плюс, така по... Не, сега ќе кажам поплус, ама не од негова страна. Кога го купивме овој стан, тоаш беше многу тазен на селбата и карши нас од зградата, он кај што живее, дали беше четврти или пети спрат, не се сеќавам точно, се доселија 4 девојки. Нонстоп беа на тераса, нонстоп топлес. Па мислам дека тие 2 години станот не го видовме уопште унутре како моја изгледа. диагонала. У твоја диагонала. Дали беше тоа со лимчето тој спрат или еден испод него со стакларникот, не се сеќавам Четврти точно. сигурно не бил, ама трети гарант бил трети. Е, така. Гарант бил Ама трети. имаше 4 девојки нон-стоп беа топлес. Па татко ми зиме лете пиеше кафе све на тераса надвор. Како бе па? Не Како ти бе кажа. мене не ми се погоди некој на втори трети? Е, Отека. лево. Знам кој сама да не ти кажа кој ти со таа страна на втори спрат. Слушај, јас имам таков комшија. Ке те во зграда. Си Аха. имам таков комшија кој Што шета и он? Исто како мене беше, не си е крив Да човек видиш од како летно мене време ми си е Дома шета. си е Сега да видиш човекот, мене па, како ми луѓе, е. што да И прави? редовно носи црни гаки. Еј, За Боби збориш? Да, редовно. Драгче. Да, редовно. Да, Ама да, не да. оди чекор плюс, немај човек. Значи ја мислам дека ја поише сум го гледал у гаки него ли жена му. Ора, жена му си има и други форми Е, многу лошо така, патување, многу лошо така, ексклузивни само за што имам само една боја на гаки, ке мислат овој не менја гаки, овој е гаки носи цела Тие недела. гајле битно Ма не чутиш да си бележени по ми се гакичките позади на тоа именикот што има, нели? Именик имаме позади, тоа како си като декларацијата и пишува кец. Тефтер. Понеделник, вторник. Слушај, можам да ја замислам Искра да и дојде гостини вака да избори. Не знаеш колку е дека официјално на тоа? Прв пат сум во волку релаксирана атмосфера и не одам, да бидам искрена. Ти си ми ексклузивен заради повеќе основи, Аха. бидејќи сме си цел живот, бидејќи не сакам и не можам да те одбием, ама пред се не сакам. Инаку не одам, во принцип не одам.
си имам нели мои места каде што си ги кажувам Да, мислите и ставовите и анализите и Точно. аргументите. И ова е прв пат вака да сум релаксирана. Баш ми е кејф. Се надавам ќе пазам и немам многу да се опуштам. Не, зашо? Ама овдека е заопуштено, затоа што идеме на YouTube, немаме правила, ете, можеме да си пиуцкаме, можеме да си... Прошлата емисија се откорна од цуење при крај. И уствари кога го ставив рилсот, морав да го изблипам, пошто ми го Инстаграм ми го флагна. И како почнав како внука ми да зборам, да користам Да. ми флагна. Флег ми тука, слушај. Секој ден дома се расправам со тој големиот. Ма не и малиот. Луѓе бе, зборете ми бе на македонски јазик бе. Странски зборчиња ми користат. Да, цело време. И големиот знае кога ќе ми каже, некој одно почна да ме Да те трола. Да бе, да ми се смее, да ме гледаш што сум ти кажал. Што е ова, бази од такви некои слогови. Јас па неа не разбирам киркаме, па си барам превод. Да, имаат моменти кај Или па во порака како ќе ме прати апсолутно толкувач викам, дај се уште еднаш на македонски пишеме. Да. Највише се смеевме, седна 3 внука ми ше 2 девојчиња, играат игрица и Чичо се пернавме ми вика. Што? Ми у наше време ми вика се пернавме, усвари пеер направиле меѓу нив, се споиле со телефоните, ми вика се пернавме, викам, што? Ушена, јас се ваков, да. Се зграна. Да, така си да викаш, о, зборовиве, да. Се така се зборат со некои синоними англиски и оди разбери ги. Појма немам. Ми ги користат и англискиве сас, мас, кеп, меп, врска немам, нит знам што значи ни бутер. Ама ете ти. Сакам да те прашам, Малиов, уште како ти е сега кога имаш конкуренција дома по фейм, по слава? Кој? Малиот што е на клавиатура? Не, Малиот е во Дајте музика. Тој беше големиот. Да, ама мислев на помеѓу синти. двајцата тој е големиот, да. Да. Тоа е Лука, он беше у Дајте музика, нели 2 или 3 сезони колку беше. Интересно беше у почетоците луѓе, идеме ни Сити Мол, мене, никој не ме приметува, никој со него чека да се слика. Даце исто тоа кажуваше, пошто и на Даце Малиот беше Да, па исто. заедно беа, да. Он дека Новак се викаше у Дајте музика, Новак, или ќе отидеме нека дали по Охрид, го приметуваат, тамо он знаеше да се носи со сете тоа. Супер. И го помине тоа искуство и добро му... Што викаш на мајките, ја ова го Джабе, јас се местам мафтам, никој не ме приметува мене. Он не остана у тоа хоби, у таа професија како актер. Он сакаше да го искуси тоа во неговиот живот и си остана со гитарата. Можда и попаметно, пошто знам таму дека тешки распореди имале, напорни многу снимања. Тоа му беше многу напорно и снимањата беа, не ме држа збор, мислам дека беа у август. Да, дур се на распуст, кога ние у август, човече, малтене не сме се вртале дома. Да. Било каде, дали тука ќе си прошетаме на планина од понеделник во вторник, во среда до Охрид, овде донде, не се вртим, не можеме што да правиме. Колку почиња од 5,5, од 6, така беше. Такви беа напорни снимања има. Не дека се ова со гитарава нешто му е. Ама добро, Елена си е за тоа. Задолжа, гледа се, не, тука сум и јас кога можам, ама она е повеќе инволвирана со нив, со тие разнесувања. А и ти си на прак истава случка да ти се случи. Кирка ти заштитно лице. Не е заштитно лице, дел е од агенцијата, па добро, можеби тоа е правиот термин. Не сум сигурна како и да така начув нешто, ако може и јас грешив даш. Може да си управо. Подпишавме договор, да, 3 годишен со модел син, она ужива во манекенството, пистата е незиниот најсигурен простор, барем сега на оваа возраст. И што и да биде тоа што ќе одлучи да прави, како и да сака да проба, ќе биде максимална поддршка. Се што можам ќе направам, не за да и го олеснам патот по кој ќе чекори за да си ги оствари желбите, туку само да ја поддржувам и да ја менторирам, бидејќи сметам дека сама најдобро ќе се изгради во животот. Колку години има? 15 и пол. Прва година средно е таа. И сега замисли ситуација. На кирка ти понудуваат да фотошут за некој купачи костими и викаат, слушај, ни требаш со мајка ти да сликате. Што правиме? Да бидеме во купаќи костим? Да. Што правиме во таа ситуација? Нема шанси. Не. А деме како е ангажманов условен, за да мора неа да фотографира, да треба и јас. Не за да мора, ете таква е, тоа е побарувачката, мајка и кирка прават. Па како да ти кажам, од прва вака сега би одбила. Ама не знам, па зависи од понудата. Може да ќе бидат некои по скриени варијанти, да не морам.
Чекаме, па ти барем си секоја сезона си плажа еден месец. Еден месец не сум плаша. Не, грешен впечаток имаш. Може да спојам некој повеќе викенди и така. Не сакав да кажам, кога ќе отидеш не се прибираш. Се враќаш црна Не, црна но и се 10 дена, ама сликите од 10 дена ги разложува на цел месец. У серијал ги, Да. ги пласирам. Не знам, зависи, што знам, може па ако има некоја порака суштинска у таа фотосесија, кај што треба да се покаже поврзаност, родителство, дете, да има некоја длабочина, ај сега да не навлагаме, не знам. На прва вака би рекла не. Да се собликувам сега, не мислам дека толку треба, или ако има некој фин па фотошоп. Па ќе речем, ако има некоја порака што треба да се испрати, би застанала позади такво нешто. Ба можда еве пораката ќе биде дека мајката на 43 може да се носи со имало такви со многу луѓе, не знам помлади. дали сте гледали, имало такви светски Како не да? светски Фотосесии, објави, фотосесии, така. точно, затоа и постои прашањето. Не викам ај нека би да одговорав. Може би да. Иначе многу зависи од понудата, јас си го кркнав така со една понуда, да не се повторувам еднаш кога го кажав во емисија, имено за една млекара стануваше збор, ја требаше аудиото да го да ги работам. пасаш кравите. Да. Сериозно? Имам искуство. Не, озбилно тоа? Не, требаше да им го работам аудиото за рекламата и режисерот ми вика ние бараме лик како тебе, ама тогаш бев 76 кила. И ми вика бараме лик како тебе, викам не, нема теорија како, значи одлучно не. И вика молим те барем да пратам на директорката дека да види дека сум те сликнал како понуди. Окей. Да не беше со брада? Со брада кога бев подугачка, да. И ме слика и праки одма одговор стига. Тоа е тоа. Да зима го, ангажирај го. Типот, ја викам, не бе брат, нема шанси. Он ми вика, слушај, ја да ти склопаме на понуда утре, да ти пратам, па ти види си. Добро, доаѓа утре ден, ми стига понудата 400 евра. Само за рекламата. И отварам млекарава, гледам 500 прегледи, 2000 прегледи, 3000 прегледи, викам, никој ќе види, ќе си ги земам парите. Ја завршуваме рекламата, 145.000 прегледи. Ја отсними рекламата? Ја отснимив и 145.000 прегледи имаше и до ден денеска ја не сум човек што сака по улици да го поздравуваат и ваму и таму и до ден денеска некој ќе ми рече Чичко маестро, така се викаше млекарата. Да, ми текнува на реклама. За млекара маестро. Да. За А ништо. што беше ти? Главен лик у рекламата. Што правеше бе, со кравите или нешто? Не бре, мачка, да. да. И имаше едно кутре и му диригирав на кутрето и му правя па пусто беше куче никако не кеше симпатична таа да завие, требаше да вие абе 3 сати го тераа да вие нејке, боже мој нејки, па му пушта од Драгана Мирковиќ некоја песна на таа вилка, се сеќавам. Абе ти гледаш и 5-16 сати ја снимавме рекламата, беше профи до максимум. Екипата Жого да го поздравам режисерот, значи екипата беше лудница, тоа осветлено, беше надвор многу намрачен ден, па носеа некои рефлектори, волкави па го направија како да е среде белден, се окей, како и да е 145.000 прегледи. Од нигде никаде. Сега да би снимил проект, а до 1450 нема да стигнем. Стартот, мислев, си се покајал за цел живот. Одлична беше таа реклама. Таа беше супер. Се покајав дека лошо искалкулирав. Иначе ми беше главниот муавет дека понудата беше окей, па некако се пишманив, иначе не е до никад парите, знаеш како Драгче, не има и нешто до златото, не е само до парите. Не е само до тоа, сериозно треба да поверувам дека нештото ми има смисла и дека парите сами си доаѓаат. Ти ако не од таа врата, од друга врата, важно е да уживаш, да од срце ти излезе и да го правиш баш онако. Знаеш како доаѓаат од друга врата и скачаат од 3-4 врати и го ќе видиш. Па тоа е циклус животен, влез излез сега како нели. Нема у тоа филозофија некоја незнајна, тоа е. Тоа му е ке нас со стандардов наш, и да не влагаме се у твоја сфера. Иначе чат пат знаеме да плюкнеме по политика одека. Секој некој ќе си каже по некоја мука што ја ичните не зборам. Прашај што сакаш, ични ја. Не, ја кога би викнал овде некој политичар, вакви муабети би правеле. Ништо друго. Значи ја не знам ни што да прашам за политика. Праша го политичарот малку од другата негова страна. Едино знам околу мене, знам кај да искочам, континерите се пуни, тоа знам и знам дека дишаме говна константно. Тоа знам. И дека сакам да се преселам кај да е. Каде? У Кучково. А ја се преселиш у Шкотска. Да, како најави си рекол. Неколку пати сум бил порано, мислам, сум имал по месец дена престои надвор од држава. Кучково е многу добро место.
Не си свесен колку. Ама знам сум бил. Порано одбиваат таму нешто да кажува дека многу лош народ ваму таму. Кај беше, чекај само уште еднаш. На Да, кај после Геге, така му доаѓа. После Волково. после Волково Да. и Нагоре. од обиколница Од поминуваш. обиколници само нагоре. Наш пееш. заеднички пријател има таму куќа. Бевме еднаш кај него. Многу Милина, имаат човек, прекрасно Милина. место е. Вака по прекрасно улицата кога ќе прекрасно. одиш, мислиш запустено е се. Отвори Google Maps, се хациенди и базени. Пошто ти викам Добра, таа не е некоја... се, ама е прилично среденко и така е повисочко и се дише фино, Да, убаво е само многу. таму, за тоа е најголемата причина. Само таму воздухот у среде зима, ако е у Скопје 200, таму е 2 до 11 максимум. И тоа е една голема причина што таму сакам да избегам. Него напунивме 25 минути за прв блок, мора да им посветиме време на спонзорите и се враќаме. Еден од спонзорите на нашиот подкаст се компанијата Woodmark. Компанијата Woodmark постои повеќе од 25 години на македонскиот пазар и прерасна во една од најголемите компании за custom made furniture во Македонија. Главната дејност на компанијата е изработка на мебел по мерка, која опфаќа 80% од нивното производство. Односно производство на канцелариски мебел, работни маси, плакари, приемни пултови, конференциски сали, аудиториуми, како и мебел за домување, кујни, спални, детски соби, дневни соби, трпезарии, а остатокот отпаѓа на изработка на полупроизводи за тапациран мебел и обработка на плочести материјали како услужна дејност, фарбање, кроење и кантирање. Woodmark, ви благодариме. Инаку искрени и професорка на УГД, Да. на... Медиуми и комуникации, Мгм. тоа е приправен факултет, Добро. 2 предмета предавам. Не сум професор од се уште по звање, насловен доцент сум, ама тоа ми е еден дел од животнава развојна кариера, кој што баш ми го исполнува мозаикот, знаеш. Новинарството ми е прва љубов, а ова ми е втора љубов, интензитетот е ист. И си шеташ колку пати неделно? Пошто ја бев Па еднаш минимум. во Штип на музичка академија. Ете. Ете, Една не ама... знаев. Значи, Ете, не ама... знаев. човек од тебе да не купи. Кола? Да. Зашто? 438.000 ме поминува. Ама прави е патот сега, по Е, ново да, иде. точно. Знаеш како Ја Како на- си ја ја на чувам времето со редовни идев по стар сервиси, пешки до со Штип. се што треба. Не, Не, значи... не, си ја чувам баш ми онака редовни сервиси, секако Ја што Опелчето, треба. и на двајцата видиш ви ги памтам колите. Предходно Опел од плавиот. Опел Агила, ама Да. со Enjoy верзија беше, немаше таква у Плаво Скопје, едно мислам, како кибридче. црнко. Црнко Црнко, беше? да, како мини Зашо? џипче. Е, па така дека мини Многу џипш. сладко беше, тоа беше од она витикнува, баба ја возила супер очувана од да, Италија. да. Е, таква, 300 поправки направивме, ама издржа. Издржа и падна после у супер раце, падна, нели, условно кажано, на еден дечко кој што исто си ја сака и си ја чува, за сопругата си ја зема и ја гледам чат патни зград и многу е така. Кејф ми е. Ти се враќаат Аха. филмови. Ама си ја имаше некое време. Баја ги време се имав, Јана кирка ми малецка беше, ја обожаваше, плачеше кога ја продававме. Дебе мама викам ќе имаме поубава кола. Сега Така имам е. пунто исто така на голема среќа го земав со 38.000 поминати. И од една госпоја која баш си го чувала онака и од фабрика и беше земена. Тетка ми да не си го земала, он имаше такво пунто невозено. Не е тетка ти. Го знаеш Сребренко е тука. Е, така да ете го надвор, да. И исто ми е на плин, кога сме ке муабет. На плин. Бензин со плин и супер. 1-2 и на плин. Да, валјда 1-2. Тури една боца и Табула 2 раса месеци. сумнич, не знам Да, за па така. колку ми е, валјда 1-2, појма Тури- немам колку. А Боби, твојата колку троши? Колку ки става? Како беше кога поскапе бензин? Ја турам 500, она нека троши колку сака. Не бе, ова, да ти кажам, 7 литра, 7,5 литра, затоа што види, ја не... Сега знам ки имам повод реакција од таму. Не возам мањачки јас да стискам кола. Па не е Да, ни за и возење јас сум мањачки, баш таа е онака. баш И јас S-класа е за сакам лежерна да воžња. возам лежерно, да онако, дури кога еве Скопје Охрид стално кога патувам, нели со пиењево, Аха. ја 80-90 стотка си возам, си На пуштам автопат? Да, веќе. Нема шанси, ја ќе се мрднам така. Зборам од Гостивар натака. Си пратам тоа И јас лимит лимит, си пратам, ама- пратам тоа стално. Ама по тоа кривините таму, што има или Да, нема што да се брза. Ти ми си има десено човече сега пред месец ден еден на пуна претицуваше. Еј, директно у мене.
директно Нема ме кај да среќа, одиш. закочив и отидов малку десно, не направив никаква штета на колата, затоа што немаше каде да ја чукнам. Ретарда у главата, бе, баре малку има на непрегледни места, не за џабе, тој Да, некој да, таму ставил дека пуна лента дека не смеш да претицуваш. Иначе до збори Боби вака ми доаѓа цела слика од неговиот процес на градење на Боби Павловски. Поздрав сега до девојките од групата, си знаат, они Ајде, Вибер ајде. група имаме една на Групата која на Роко. исклучиво се следи распоредот негов и се оди на неговите свирки. Јас не ги дружам последниве година две, немам време, ама они се најредовни на свет. И зошто Боби е спешал? Ева Ајде. на пример. Спешал бидејќи е апсолутна морална величина во професијата што ја прави и што си ја работи, или се Точно. заработува со љубов Точно. и така натака. Никогаш не правел безобразни работи на настапите, никогаш не правел глупости или да се припие, па да Зашо не ме не си знам. као десингерица да им сипаш од Или патеки? да, знаеш, да се пијачки? однесува безобразно со девојки, жени, има секакви ситуации на свирки, мислам, Не за секакви Кајзарен ситуации. прави некој така. Па Е, прават. правеше на време Боби. Јапанот. Не, Јапанот правеше. ние тоа не го рековме. Да. Не, ама Не шо, знам ти. тоа Не, му ама јас беше знам, сум заштитен, присуствувал, заштитен знам. знак му беше, мислам, Мислам, за Боби е човекот. баш репрезент на некоја наша генерација со фини морални вистински Со вредности, фини знаеш. манири, А точно. пак е баран и па прави супер шоуа, одлични журки, си држи ниво на вокален капацитет, си го тренира гласот и се му е кој што треба. Едноставно ми е баш така Не знам, генерација. Јас со некоја други која очи сум го видел не од се кај мене упропастил. на тераса према него на тераса. Ја имам друго мислење. Гониш ти муабет. Гледај се. Не си Абе, го дај, видела. па, ши. Лакува ми црни гаки носени. Да ме фати мајата. Ќе ти ги стам овако, еве ти од комшијата. Баш. Дај Стај ги ми таму и нешто пиши за контра да му тац. вратиме на Драгче, вака не Види ута. како- Не може, јас сум највисоко. Вака мислам, Нема повисоко од спратно, него, да. спратно не може да ми најдете ништо. Не, ништо да ти ископаме од младоста, ама не ми текнува сега моментов тоа е. Види Не ова ми што го зборуваш во врска со мене. Не можам бе да бидам таков човек. Не ме повлекува да Бе, бидам. не си таков. невоспитан, едноставно си баш... Знаеш, јас А сакам па се прават и пари, и оставиш- шоа и све, кога си нормален и секој кога може си да така... прави, нема врска со на мојава со твоја професија, човек. Стално ги спомнувам ја конобарите. Ја многу респект и почит имам кон целата индустрија што работи во угостителската област. Конобари, шанкери, кујни, салатери, се многу ги почитувам луѓето затоа што знам сме поминувале многу сати Време заедно. со нив, точно. Да. И исто и да си конобар, зашто ја обожавам кога ќе ми дојде конобар зборлес, кога ќе ми дојде онака маце, па се познаваме од градот, па кај си, па да ми попрема, па да ти каже што има на менито, да ти даде предлог, па да ти дотури вода, па да биде награден за сето тоа. Мислам, Браво, сето да, тоа, да. тука е, Браво. тој е круг. Така, И зашто сега да бидам ја, дај мама бе, кај си бе ти пепелјарата истресим, ја мислам на што А личи тоа тоа. грото се така. Каков пример првам јас би дал за деца, за младина, за дома за децана или Браво, за таму тоа некој е. што седи на другата маса, а камоли кога ќе застанам на бина пред 100 луѓе, не мора да е 500. Зашто да Слушај, ама сега конобар е многу барана работа, и ако направиме на паралела со професор, не знам кој финансиски е подобар у ситуацијата. Види, дај Боже секој да се биде супер финансиски Не и сакам да си еден го опис на материализира државава да тоа, направам. Па не можеш бе да ги споредиш, Дргче. Не знам како да кажам. Јас сум многу среќна со начинот на кој што ми исполна денот и тоа што го правам и колку што заработувам. И сум среќна и фала му на Бога Ако што се е наредиле така коцките, тоа е супер. Па сам се ги редиш нема коцките, побитно од знаеш. тоа да... да, сам. Апсолутно сам се ги редиш коцките. Не постои судбина за мене, Драган. За мене судбината е исклучиво сам си ја Не, пишуваш. до преска Драгче Не се Драган постои. се уозбили. Не, бе, како ми даѓа спонтано. Значи и во тоа верувам, ама верувам и дека енергија некогаш не е дека треба да се склопат за работите да идат. И можеш и сам да промениш енергијата, за да ти тргне онака како што сакаш. Јас сум ја променувал. Исто јас. Ја на бина променувам затоа што ја имам Баш за така. жал гримасите ми издаваат, го имам зборено, гримасите ми издаваат кога некој знае опасно да ме Изнервира. и одма мене ми сменува гримасата на ликот. Цела енергија паѓа. Цела и ми паѓа енергијата и осеќам тоа поминува 10-15 минути, гледам леле ми паѓа енергија. Нема, стискаш Добро, научи заби. да се справуваш Браво, со тоа да ти се обесуваат на врата, брате. Тоа да, многу поминав. Кои се јас. подосадни, мажите или жените? Пијана жена или пијан маж, кој е подосаден? И ова го имам кажем.
Види, имам искуство со тоа. Со пијан маж, јас сум се справувал многу лесно. Веруј ми. Со пијан маж, не зборам за пијан, од оние мажи кои што се агресивни се нешто. агресивни, што се на Него физичка досадни се, пресметка, за со тие сум се повлекувал или обезбедуван или било што. Не сум имал до душа, фала на Господ такви. Ке го гуштам, ке го бацам. Дојди брат ваму, оди што ќе пиеме. Оди гушни жена и баци ја. Ау, Што ме Вау. бацуваш ти бе мене? Еј, сварно? сериозно? Не ми се десило. Не сум посакал Не, да ни- размислам на такво нешто. Знаеш, и многу е лошо, мислима, сега у брзо време ми застане една. Ваки стои пред мене. И И те гледа. нешто ми објаснува оне подалкоко. И ја гледам, и сега ми е смешно, не можам ни да пеам, ни да гледам. Сите гледат у незе, и она ми објаснува нешто за некоја песна која што она сакам јас да ја пеам. Ја не можам, ја пеам како на подигнато, она таму не можам да пристигнам до незе. И нема и си стои она тука. И упорно се И си придржува, објасни. се придржува за столчето да ваквото. Девојката не беше до толку она под алкохол, ама беше интересно што она ја приметувам и знаеш нешто Почна и да ти се заканува. Да, се разумеш. Јас се смеам, ја пробувам да ја вратам со друга енергија, да и се Да, смеам. да. И ја ваки правам, знаеш, насме се. И се насмеа малку, знаеш, и тука малку се ја смиривме. Тога, Ја да. смиривме, не ја смиривме, немавме никаква ни интеракција, некоја Ама ти физичка. искара поштено одоздоа. Абе, нешто ми збореше некоја песна, она, некоја не сум ја отпел песната, се не може, од каде знам кој е не за Така, песната, така. знаеш. Иначе кој не свирал 8 март на жени, тој не знае што е тешка свирка. Тоа е Мажи сме биле ја, Тоа е природна тројца не- конобари, природна толку непогода. нема друг маж. Тоа природна непогода, така се тајфун, така се Не, опишува не, најлесно. не. Ау, не, друже, јас имам 8 мартови свирено и да речеме, значи особено кога ќе се пивнат, кога ќе почнат да се редат, да се сликаат, исто да бараат песни, па те шљакаат, те бацуваат кармини од сите страни, јок. Тешко. Тешко. Што викаш поарно со 10 пиени мажи, полесно ќе Мене би скочиш било, на крај мене би него. било у животов полесно со маж под алкохол отколку со не, ќе се справаме со женава, знаеш, со било кој. Ама многу ќе губам минути. А со овој одма го средуваш. Да, знаеш како Дојди на брат, брзинка. оди до мене, седни, пеј малку и ти ајде. И он ајде, за да ја смириме, за да не, затоа што ако почнеш да го нели, ако почнеш да се Таму- понашаш Таа е онака баш малку. психологија. И да знаеш, Ако не, и човек. да знаеш, и да знаеш. Сега е многу полесно од порано, прво затоа што свирките се многу пократки. Да, Второ затоа што не се заседнуваат, нема јадење како порано, па да и сега се пие, не дека не, ама порано беше друга, многу поинако, немаше обезбедување, немаше ништо. Значи ние како музичари бевме оставени сами на себе. Толку. После кога дојдоа, па како за Белја, па кога дојдоа обезбедувањето, дамбетер почна И тоа е психички друг момент. Да. тогаш многу по агресијата побрзо. Јас сум имал расне. прилика во некои објекти надвор од Скопје каде што самиот локал налагаше до мене лево и десно да стоеле од безбитување. Те молам, не. Да и Немој, тебе ти човек. е луша енергија никако. Не, ја не можам така. Да. Што стоиш бе? Види, јас сум реален. Што стоиш, кој сум ја дека па заоди да ми стоиш обезбедување, те молам, не седнете си таму. Ја одма имам комуникација со вас, затоа што ја ако треба. во едно време од животот, не знам дали знае кога излегоа 99 или 2000 година излегоа оние агенции за обезбедување, мислам на комората за обезбедување, Приватно наложи да обезбедување. мора Да. секој да има Секој клуб да има лиценца. Не, Ето, аха, лиценца за обезбедување. Добро. Ја у тоа време извадив таква лиценца, одев полагав, таму имаш психологија, имаш Да. кривично право, криминалистика и сите тие работи. И сега паднав. Отиде. отиде. Што сакаше да кажеш? Сакав да кажам нешто поврзано со тоа. Нешто Значи, беше од чисто кога да ти врши работа додека си утвојава Не, имам или? искуство. Мометот Аха. ми беше дека имам искуство, работев веќе во една Аха. фирма во еден мониторинг центар, па работев физичко обезбедување кратко 2 месеци, па не добив плата за тие 2 месеци у тоа време. И си Во замина. време на ратот, тоа беше 2001 година. Ја Знаеш, тогаш во и војската. имам искуство за од прилика психички знам како идат тие работите, сега јас да застанам. Значи ти си со лиценца за Јас За сум со тој лиценца момент. и мојата лиценца е меѓу првите лиценци со, знаеш, таму има 0-0 како на значки, но онакви. аха. Имам таа лиценца, ми донесе некои предности, некои
Па и предности него се олестителни околности. работи околу некои Во- потребни документи што ми беа потребни. Ја се имав и джудо против пожар. Имам познавање околу сето тоа. Јас тоа сум го правел, ракување со оружје, пукање. Колку Да време знаеш. тоа се проаѓа како курса, во принцип? Тој ден денеска е курсот, мислам дека во Штип се Во полага Штип, сега, во да. Штип. Тогаш не, тогаш го полагавме овдека доле кај Сега во Штип, да. полицијава горе, кај сообраќајна кај беше. Таму полагавме сериозни, тешки материи, тоа и беше кривично право и криминалистика. И тоа ти се нашло и уработало. Да, бе, Во работава ми се нашло од друг момент за да знам како овој обичниот гостин реагира на такво место, на такво нешто кога ќе види пример, еве го Боби пее таму, се станале обезбедување, поготово нашава поднебје овдека, не ќе ми да има одма негативно влие, негативно Да, те да, гледа, знаеш, онма се кој бе тој ќе стои таму, се намерно деме гледаш, има Ќе му такви луѓе, направи. боже мој. Да, да, да. За тоа ми помогнал. А вчера бевте на некој конгрес на жени, да ни подобјасниш? А тоа е нашата невладина организација, јас сум коосновач, се вика Јас сум жена, здруженијето, целта наша е во суштина да покажеме дека и да овозможиме македонките дома и низ светот да се поврзат, да се вмрежат, да разменуваат искуства, за да помогнеме на држава во насока на различни сфери на начинот на живење. И вчера ни беше 4-та глобална лидерска конференција, ја правиме сами, заради тоа што тешко оди, знаеш, овој финансискиот дел, па организирање на не ми целиот кажи. ивент, кога го правиш тоа сам, со 300 луѓе публика и жени од секаде во светов и од дома, до сите детали да испланираш. И имавме годинава ексклузивна гостинка од Америка, директно ветерот во грб на Доналд Трамп во носењето на или во Советничка некоја негова? Па да, она му е практично, она е председателка Кимберли Флечер на Moms for America или Мајките за Америка. И она му е key figure, што би рекле младиве, кои користат повеќе американизми. Значи, клучен фактор му е во носењето на женските гласови во победата на Трамп. И он ја почитува, седи рамо до рамо со него кога се носат одлуки клучни, кога се креираат политики разноразни. Како успеавте да ја договорите? Мајки и жени, виновникот е председателкава на организацијата. Она е само прва меѓу еднаквите. Она е Ана Дуковска и таа живееше скоро 20 години во САД и одлучи да си дојде дома. И практично она беше директно врзана со сите македонски асоциации кои имаат допир до конгресмените, до високи функционери во околина на Белата куќа. И на тој начин на СИПЕК форум, каде што виднаш по победата на Трамп, таму имаше обраќање нашиот премиер, Илон Маск, многу клучни фактори кои беа дел од кампањата негова. Меѓу другото и таа беше Кимберли Флечер, а нашата Ана имаше прилика да ги слуша говорниците. И буквално пред одење во тоалет двете се среќаваат и тука пак ја договора, знаеш, таа размена на енергија. Она ја препознава нашата мисија и визија и она одлучува дека продолжува ќе ја шири Moms for America за да биде Moms for Freedom на едно европско и светско ниво, така е. И таа порака одлучува да испрати баш од тука од Македонија. Ја читала Библијата и е фасцинирана од тоа Македонија колку пати е спомната во Библијата, па зборуваше за Лидија, македонката жена спомната во Библијата. И бројката ја знаев порано, колку мислам дека 36 или не знам колку пати, можеби ќе сгрешам, не беше 100, не. Не знам дали во стотина е варијабла, веќе не знам. А ќе проверам баш. Ај провери па следната емисија ќе кажам точниот одговор. Не сум спремна на фактов и да не сгрешам. Во суштина и дојде и толку е нормална, толку е, не знам, жена со вистински вредности, која има 8 деца, која збореше како со еден маж, замисли во американско општество. Во суштина, многу интересна приказна ќе градиме, дај Боже да ни успее, а верувам дека ќе ни успее. Знаеш како, Драгче, сакам, ако можам и да направам се што во мојата моќ, па макар и тоа значило 0,002%, да ни се врати општеството на вистинските вредности, на моралните вредности. Ајде да си здрава и жива.
Кај Значи, тоа, бе? Па не знам, мислам Па дека сега- треба Дај тоа Боже, учено да бе, го направиме. Чекај се, Учено више мора кога да сме се на бориме темата, што е да. со еднаквоста меѓу маживе и жениве? До кај треба да биде? Да, супер ти е и еднаквост? тоа. Види, родова еднаквост е концепт кој прво Македонија не го разбра, не се едуцираше што е родова еднаквост, целосно влијанието го презема феминистичките здруженија. Така, Јас сум конечно жена- еден режија, конечно еден реално да каже. Јас сум жена, не е феминистичко здружение, да се разбереме. И трето, го практикуваме на апсолутно погрешен начин, како родова еднаквост. И сега до каде треба да оди тоа ти е широка дебата, да не отидеме во подкастов до не знаеш 4-5 сати да не знаеш трае. какви расправи имало на таа тема, бидејќи има непобитни факти кои закоравените феминистки кај нас никако не можат да поминат преку тоа. Например, фактот дека модерната жена сите услови што ги ужива, од телефон, од штикли, од фустани, се е тоа инвенција на маж и тоа може да го изгулка. Буквално се. Од Ако? шпорети до фенови, до прслук, гаки, танги, се е тоа инвенција на маж. ама зошто И да не се тука- признае кој е така? Така да сме имале... Поентата ми е, јас како жена сакам да имам еднаква можност да се докажам во што и да одбарам. Ние вчера на конференцијата имавме жена возач на камион која го Ете препатувала светот. Со шпедиција работи женава. Изгледа одлично, една психологија здрава, еден стабилен дух. Како да ти кажам, фасцинантно. Затоа што кај И она е феминисти, возач. феминистките е селективна еднаквост бараат. Секаде кај што можат да се пронајдат. А оние што се тешки работи, ги избегнуваат, како да речеме, граѓевинци, жени у светот има 0,5%. На феминизмот искривениот тој што кај нас се имплементира или се практикува, сосема друга моја позадината. Таа се некакви други начини на размислување, наметнување некакви погрешни идеолошки Значи концепти. ручек ти дужам, што да ти Се кажам? ради пари, знаеш, и таа се да Бога не ми- траеме до 4 Бога ми, сата. ама не, тоа е реалноста, ја многу ја сакам таа тема и Ама увек така е. завршуваме на еден муабет. Кога ќе ти се дупне гума, јас сум самостојна, ќе си платам. Поима немам, на не знам кому да си ќе ја платиш? сменам. На другарка ти или на машко некој да ти ја смени гумата? И тука настанува крах. Значи не може да продолжи темата. Апсолутно е шахмат ситуација и тука настанува љутење, готово. Толку. Види, ќе Нема пробам прајање сама муабет. да си ја смирам и нема да знам тоа од старт, нели, еве вака сум сигурна и ќе се јавам. Или на партнерот мој, или на татко Ете, ми, така брат ш- ми, кој е видиш, слободен да влета. тоа е Ма тоа е муабетот. вистината, па што се, Точно. не може тоа да се... Точно, а тие што се индепендент, стронг, кралици, лавици, Ама јас виде да не се разбереме погрешно, сметам дека сум исклучително силна. нема и чуда збор. можам да направам. Нема збор. Тука Ама само секој во довербата ми е на својата највисоко ниво. секој во својата лента, онаму кај што ни се Кај способни што се за чувствува ете дека може, така. да, така. Ете така, тоа е целиот муабет. Фала ти Точно. многу, фала ти многу овој ќе го Што си исечам бегам? овој дел и ќе го пуштам Да си бегам посебно како- да иде. Заврши подкастот. Значи од подкастов ќе ставам посебна епизода само за овие 5 минути муабет. И да знаеш, затоа што јас многу сум иако не сум работел секојаш традиционална работа, секојаш сум имал традиционални сваќања кај нас, кој кај да бил се знаело во недела сите дома на ручек. Тоа ни било Апсолутно, правило. тоа и сега се И прави кај исто нас. и кај нас денес до ден денеска го практикуваме да се седне на маса да бидеме сите Ке на мене тоа купчи. секој ден. Апсолутно. Браво, види, да. Ако си има можност, секој ден, така е. Секој ден. Сега поголеми деца и се разминуваме со смените нивни, нели, од средно у 8 сати се прибери, тука малце, ама пак дали петок, сабота, недела. Ама да види, се пак наброи. ти 20-31 час од денот имаш време да си позбориш, пак кој ќе си мезнете нешто поблагичко после вечерова негова Така, и да. како и да е, што и да е ритуалот, си посветуваш време со Како ти. ти се погоди кафенцето? Одлично ми е. А, И мене ми е топ кафенцето. ова Леле, ми беше мори мајка. муабетот како се справувате со телефониве со деца. Тоа на сите им го поставувам редовно. Ние редовно прашање тука. И не се справуваме. Ја почнам да се справувам и гледам дека нема фајде ни од казни, ни од запленување на телефони кога беа малце помали. Вака да се надоврзам нова ручеција. Ке мене многу, предпоставувам и ке останатира, многу состаноци се прават, секојдневни состаноци, средби со децата, за разговор на секакви теми Теми, поврзани да. со секојдневиева, со Браво. наше општество, Да. со дали станува збор за дрога, дали станува збор за пороци, за све. Кога ќе кажам за све, баш за све, без разлика они дали се малолетни, мора да имаат. Концепт некој да сваќат како се движи светот А работи. они, види, деца се сега толку
усовршени околу тие некои што напреднати мислиме се. ние дека се табу теми, све знаат они, нормално све знаат. И така да ја пробав неколку пати казни, затоа што јас сум дома. Тој што Казнува лошиот. Јас сум им кажал на нив, ја не сакам да бидам лош со нив, јас сум другар со нив. Ќе гледате емисија, ја никош не го кријам ја тоа. Но јас сакам први да сме другари ние и да знаат дека јас сум родителот, јас сум таткото. Дека јас што ќе го кажам тоа, додека они се под нас тука до тие 16-18 години стари. Сигурно не му мислам ја лошо кога ќе му кажам дека вечерва нема да идеш ти у запнал диде, не знам, у Дебермал, иде у Бисер или не знам се каде. Чека, јас мислам дека не треба. Зашто? И дур си тука. Сакаш ли да ти кажам се да ти одразложам од почеток, да останеме цела недела да ти образложам зашто? Мислам дека се у овие години не. И така да дигнав раце, више затоа што гледам дека што ако сум го казнил јас со телефонот, сум го земал, кога излегува доле утре и една слика имавме, го гледам од тераса. Доле вика Елена, дојди малце. Сите седнати, неколку деца, така памтам сликата и Муавет не прават на телефоните. Не. Казнете едниот, Аха. сите на телефон и овој без телефон. Аки се отруем. И викам, што правиме се? Џабе. Џабе он казне. Не, види, ние не живееме за другите, нормално. Јас си ги воспитувам, си ги воспитуваш, секој си ги воспитува децата по дома, мене не ме интересира други. Викам, еве, џабе. Џабе ние што правиме кога он и гледам, карам му дава телефон на синот. Ние порано викавме дај ми бркај работа терете со телефоните. Мај ми ограничував таму колку да можат YouTube. Ама Ние порано викавме дај еден гриз или дај да допушам цигарава, а сега децава дај ми 5 минути твојот телефон. Или пучти ми хотспот, хотспот. Иначе ја му го ограничувам YouTube-от, има на неговиот телефон да му ограничиш YouTube, социјални мрежи или не знам што. Ја му го ограничувам YouTube-от. И Мајсторов, Малиов, си нашол опција, преку браузер, дрнк, си пушта YouTube. Така. И он гледам не се буни ништо. Нешто се случува. Да. Викам, Иначе, затоа дигнав раце. Не знам дали знаете Џордан Петерсон, сигурно си чула, еден од непознатите филозофи во модерново време. И он кажува, пред само 2 генерации, пред само 200 години, односно 3 генерации ќе му дојдат, а мај по 100 години да ги речунаме. Најмокните луѓе во светот имале можност да ги видат 100 најубави жени во нивниот животен век. Сега просечен тинејџер може да ги види во еден ден на интернет. И сега земи колку се извртува од тука и пред перцепцијата за жените, за вредноста нивна. Значи сега се е толку даено натацна, значи најмокните, најбогатите виделе 100 најубави жени во нивниот животен век. Тоа мислам дека е проблем. Тоа мислам дека не е апсолутно проблем, апсолутно проблем. Тоа гледам ја цел ден женски одека, не веќе ќе бркам женски. Змо ти кажам, се им го кажам без разлика, овој тинејџер е прва година. Бркајте се. Народно кажам, така ние сме бркали. Девојка залјуби се, нека ти раскине, плачи, нека плаче, искуси го тоа ваквото. Не верувам. Сега по интернет се договараат и веќе на средбата се спремно. Се спремно. Го нема тој момент на неизвестност. Дали чекајќи се бендиса или нема да се ќе ми удри корпа или тоа не постои више. Се е однапред договорено, кога ќе се ама се е договорено. И однапред си го знаат финалниот резултат уште невидени. Што е трагично. Трагично, баш како ќе искусат горчината на љубовта, како ќе искусат тие моменти. Како ќе искусат Касандра и Ранду на времето. Околу љубовта, околу тоа ми е повеќе, јас разговарам стално со нив на таа тема. Не морам од моја машка страна, без разлика Елена што е тука, им кажам од машка страна дека тоа мајсторе не е така. Полека залјуби се, па ќе раскинеш окей, друга, најди трета, нешто искуси во животот да те здоболи. Да те здоболи малку душата, срцето да те здоболи. Затоа и музиката умира, и поезијата умира, и прозата умира ради тоа, затоа што веќе немаат човечки интеракции. Не се сложувам дека и умираат, немаш да умрат. Немаш да умрат, знаеш како, ќе дојде некој едно и пак ќе се воздигнат некој. Па не, јас очекувам дека ќе се сменат работите, ама ќе продолжиме, мораме уште едни реклами да пуштиме. Alright. Секако имаме уште еден спонзор за овој подкаст, а тоа е модната куќа Снежана. Модна куќа Снежана е македонски бренд основан во 1994 година, повеќе од 31 година на пазарот со свое сопствено производство на женска облека. Со текот на времето, благодарение на посветеноста и стремежот кон квалитет, модна куќа Снежана се разви во реномиран бренд кој ги задоволува потребите на македонскиот пазар.
позната по своите елегантни и модерни дизајни кои истакнуваат фигурата на секоја дама. Тие комбинираат елеганција со современи трендови, создавајќи уникатни парчиња облека со совршена изработка и квалитет. Во нивната понуда се вклучени фустани, палта, панталони, сукњи со внимателно одбрани кроеви кои обезбедуваат удобност и стил. Модна куќа Снежана, ви благодариме. Ето така искраси од кафенцето што се погоди си се напи, може да продолжиме. Може. Да. А ти многу си го направил благо. Не, Не без ми шекер. стави шекер. Без шекер никога го не стави. направив, без шекер, ама јас го правам на посебен начин мој и до Машки начин. Ма- На машки да, и Ти толку е гарант го дестилираш кафето. има некоја форма таква, да, сега кога ќе размислам подобро. Да. Да, Добро. а ти се со интернетов имаш керка тинеџерка Да. со разбеснети прва година хормони. средно? Средно Да. прва година. Сега? Сега. Каде? Во Јосип Брз Тито. А она е во Јосип Брз, мојот е у Борис. Ете. Васил Антиски. Со телефониве што правиме? Се тоа што го кажа Боби во принцип, освен делов со ограничувањево и казнувањево во таа насока, тоа не го правам. Ама дискусии има маратонски да се објаснува и секогаш наоѓам време и најуморна да сум, да и објаснувам дека животот не е Инстаграм и не е ТикТок. Не дека можеш, чабе. тоа што го, вродува плод сега дури да ти кажам искрено, полека, не вродува нагло и она сега да рече да. Да свати дека тој живот таму е лажен, дека тие луѓе таму и тие девојки и дечковци не се тоа што она како што изгледаат. Не е вистината тоа е маркетинг и 100% е маркетинг. Крај. Тука тоа го дискутираме нонстоп, дека реалниот живот е нешто што треба да произлезе од неа самата, да прави тоа што сака, да прави добри работи, да инвестира во себе и тоа не вродува плод од сега за утре, да се разбереме. Така е. Години збориш и почнува по тоа сама. Прва година средно, дали 3-4 муабети интензивни, посериозни сме ги направиле во текот на летото. Сама седи во петок вечер, внимавај во петок вечер, одлучува дека ќе учи и нема да излезе, ќе излезе во сабота вечер, затоа што и е напорна неделата и да си научи Да се Тоа е олабави, ама нели, тоа е да се напредок, од приспреме. преска заборев да и кажам. сама го филтрира телефонот, значи го остава учи. И тоа е нешто што од неа произлегува. Дали сум успеала со воспитувањево, можеби да, можеби не. Мислам дека се нејзини одлуки. Кај што ќе греши, јас сум тука да и укажам, не да ја спречам грешката, а нека се сгреши. И точка сега, така се калеше чиликот. Така, нема така, ние се калевме И па, кога ќе видиш. Знаеш како да фаза е речем, тоа, ние искрено, сме- ја мислам дека е фаза. И тоа исто така. Фаза и ќе им помине. А чеке сега доаѓа време на И не, дечков, се Бран, спремна знаеш си на тоа? како? Да. И па да. Гледам да влијаам колку можам пак менторски, без да речам, не, ова не. До тука ќе одите со дечкова, нема да продолжувате да преминете граница, не до 18, не правам такви бариери, никако. Ама, и укажувам дека прерано почнување на интимни средби додека не си го познава телото, додека не знае што точно сака, дали точно тоа го сака, он не знае. Бре, На ова 15 Карпушов години шуба ти и не луѓе можеш- извади у светов. Ама нели е факт, на Така. 15 години ти не можеш да знаеш дали треба сега да имаш сексуален чин, не си ни сигурна дали треба. И дали тоа вистински го сакаш, дали е личност, дечкото спроти тебе кој ќе знае тоа да го цени, да ти направи да ти е убаво на крај на денева, не да нема да Така го да е. цени, да се земете, Боже Така да е. Господе. Туку едноставно да внимава, да ни се повредите, ама разбираш, се е во игра. А вака Се размислуваат може. мајки на ќерки. Не размислуваат вака татковци. Ти Добра. имаш среќа што имаш двајца знаме, синови. татковци на синови Еј, што ги Да, учат да имаат вистински вредности, да одберат девојка, да не биде се што лета дека се јаде ден или така, Да, туку да си одбере некоја што стварно или на И шо? вистина ќе го... Од колку години? Од 15 до колку? До 25? Не бе без такви возрастни бариери зошто. Не, мислам Слушај, од 15 до 25 години. Немој да бидат мислиш заедно. дека Знаеш какви примери претходно слушаме и од кирка ми, од тие околу неа. Била вечерта, се бакнувала, да не употребам термини што они си ги користат, во иста вечер, на исто место, со тројца, четворица, петорица, и тоа е достигнување, бе, Боби. Не може тоа да биде достигнување, и шестиот да биде тој.
Да. И него тоа да му е и супер, ја бев шестиот. Не, зошто да не и бидеш единствен вечерта на таа некоја девојка, така Па и за утре машко друг, кога. па утре здрави. Сега леле, не, ама како да ти кажам? Не, апсолутно А ја така, да се ама наредам во трофејов и она демек е нешто успешно, тука сега 6 ги сменила вечерта, има 15 мислиш дека години. ние бевме нешто поразлични? Да. Да. Апсолутно тие што беа во мое друштво и јас бевме поразлични. Ја чувам слика од првата девојка. До ден денеска си имаме убав однос, нели? Губленда не имаш. Не, имам слика. Да не го везеш. Значи, еден до друг сме, она не личи на жена, ја Што не ти личам на значи тоа? ништо. Значи, маиците ни се на двајцата до овде, она нема никакви знаци дека влегла у женственост, не дека влегла у женственост. На Значи, колку години беше тоа? На 16. Ај, Она така 15, а 16. Не бевме тогаш интимни, ама бевме као Бакнеш вамо таму, официјална допири. девојка, да. И имаме, ти викаме, на слика заедничка, двајцата сме по кратки панталони, ја над колено, она под колена, широки до ден денеска вајда ни се големи маиците и шорцевите, ама кога ќе се видам на таа слика и кога ќе ми текне дека ние сме имале било што, и кога ќе погледнам сликата и си кажам како е можно ова, види мрсулковци двајца, нешто се Ма дешавало. колку е сладко и симпатично. А бе. сега, кога ќе видам 15 годишна девојка, тоа више се е израснало Да. од пилешкото ли, од шо ли е, не знам. Еднашка на свирка со Даниел, на Даниела, За презимето. да. За презимето, ајде. Јас стално го викам Даниел Темелковски, он не е Даниел Да, Темелковски. не, Блажевски. Да. Блажевски. Ја не знам како се Со предава. него да. свириме матура ова години наназад. Полуматура, извини. 14 годишно девојче. Играат она и мајката една до друга, овој ми се врти и вика, Боже ми опрости. Значи не можам да ги разликувам, исти се. Мајкава изгледа многу младо, керкава изгледа ала мајкава, 14 години. Значи на штикли опната, со фул шминка, со прслуци, со минич до овде, се. И Нека се здрави и прави, нека ги чува Господ. Амен, да. Ја кога ќе ми се надврзам на кратко. Еј, не пуштале моите со воз? У Србија, јас се братачет ми и баба ми. Епа, да. Воз 15 дена таму седиме, немаше мобилни, фиксен телефон. Фиксниот Исто. телефон ќе зазвони еднаш од тие 15 дена. Сега мајка ми или татко ми да прашаат како е. Абе таму сме правеле чудари, бе сме се бањале у заразена река, сме се како ти кажам, Значи, сега јас да го пуштам детето така. абе нема шанси, Да, телефон има и Боже, 30 Боже. пати ќе го бараш на Муабете телефон. тоа. Нас не Колку пуштале ние, у уствари, село. Свесно им ги кратиме одредени. Друга била довербата, а овие се многу паметни на друг начин, улично не се паметни, се тотално А неснодливи. се служува. Значи нас не Улицата е- пуштале со улицата е воз, најголем факултет. со воз, ни телефони, ни бутур, у Ништо, село, бе, бе. кај што нема продавница, нема ништо, ма сме знаеле у кој сакаш двор влези патлиџан или народот беше тако, сме можели у село кај сакаме да тропнеме и да ни отворат врата, да не примат на ручек на вечера на било што. Значи и не пуштаа со воз сами, се си мињавме у село Теово и од Теово и пешачавме 12 километри пеш до Габровник, до моето село. И сме седеле 10 дена таму, немало никаков допир у селото, немаше телефони, до ден денеска нема. И ќе сме се вратели, еј, како си поминавте нико. А сега да опуштиш дете, па ја мислам дека до вечерта нервен слом ќе запали школа, да одиш да видиш. Па еве, не знам, сигурно и твоето, моје беа на кампови некои тука доле до Грчка, до Охрид. Елена против, јас секој ден. Мајсторе, како е? Ама носте ги. Ама јас само да го чујам. Како е? знаеш? глас да тоа е муче. љубов, бе, тоа е супер. Види, мислам, нема врска. Само најголем тоа што сум противник за телефоните, што им викаме на двајцата, бидејќи овој преталентирани се за музика и двајцата, големи више навлегол гитарата, го Турни го земат баби два-три. малце микрофонот многу ти е блиско. Извини. Така. Големиот више дојде 2-3 пати, осети како е убаво, сега пак ме тера да го зимам. Ама им викам да не ви се да ви се телефониме малце помалку во текот на денот. Ја им правам Фаза е убава речете. Фаза е, ке им помине, убава. Кој знае, ќе им видиме. правам шема, им викам, гледај се. Еден сат у текот на денот да го одвоиш за инструмент, си завршил работа. Топ, супер, со еден сат само.
2-3 више мајстори ти си завршил голема работа. А ти обратно правиш. И заради тоа мислам само дека најголем проблем кај целава младина е што они не можат да се градат на друг начин, тоа што го збореш и ти, Искра, да дојдат до израз на друг начин заради тоа што цел ден врти рилсови и гледа таму некој. Што е не трагично, не ги ни гледаат, само се листа, 1, 2, 3, 10, 15. И тоа и сега еве јас им викам, седнете, гледајте едукативна емисија. Ја обожавав да гледам Discovery. Да гледат за животни, да гледат за мајок. Не, јас сум ги тестирал, Ништо, не ги можам да интересира. го задржам вниманието. Како седи, како да има вакву Јас сум гледал Не може, не седи мире. 24/7 Discovery. 24/7. Ме интересирало. Различни сфери, шо животни, шо земја, шо занает, имаше нели порано емисии, вакви па мотори правеа, па коли правеа. Уште има. Нема шанси. Roblox, ако не играат Roblox, гледаат Roblox на YouTube, гледаат хакови и после се враќаат па на Roblox. Да. А веќе Roblox почна да го банираат во повеќе земји, пошто има многу детски предатори. У Америка само 200 уапсија прошлиот месец, 200 души. И што тоа е интересна тема за дискусија. Знаеш како демократија без да се разбере што е поимов демократија и без базични рестриктивни работи кои мора да не ќе да употребам ограничувања, ама мора да има рестрикција некаква. Ако гледаш ти дека тоа е свесно уништување на една генерација прекрасни мозоци, јас сакам генерацијава на синов негов што е во Борис, на ќерка ми, они се фантастични. Они какви размислувања имаат, па Јана е едно 100 пати подобра верзија од мене на низините години. 100 пати. Да, исто. 200 пати. Исто. Да. Човече, она има едно размислување, па она какви совети мене ми дава. Може би е тоа. Оти ние се консултираме за X работи, кај што јас нели сакам да ја тестирам колку сме другарки и да има валоризација на незиново присуство во така да во екипата, така живот во фамилијава. И едноставно, па кога ќе ти кажа, тоа не се повторува во зборовите, категорично знае точно што и тоа е на место. И точка. Мене ми е криво само што се помалци имаат контакт со надворешниот свет. Нас не тепаа, стално го повторам, не тепаа за да се прибереме, сега не можеш од дома да ги избркаш. Значи нема, седи, дреме, што ќе правиме надвор? И културниот што сакате живот правите, ви скочете од тука и готово. Во градов не е на највисоко ниво, тоа има врска за жал со политика, се има во држава врска со политика. Ама, ајде да видиме дека можно е да нешто поинаку се направи. Ако не им дадеш ти културна понуда, еве ги гледам. Например, зошто да треба да ти биде, како се викаше, Девито или Војаж, да ти бидат Десенгерица да ти биде пример. Ајде, Десенгерица не го слуша екипава на Јана. Ама ете, тие сите имаат некој таков интересен начин на функционирање. Значи се појавуваат два бона кои прават нешто што е уште поубаво од Девито, од Војаж, ти кажав, ти реков Мерич. Да. Колку ги памтам добро, како и да е, и ја гледам дека сака. И ја гледам дека сака да го валоризира тоа што и доаѓа од дома. Затоа што треба да си го цени тоа што се прави во Македонија, треба да си го цени пејач македонски, трудот македонски, значи мора да го цени тоа што ние дома го правиме. Од друг левел, ние немаме пласман. Тоа треба од друг левел, малце од повисоко место, затоа што ти ако сакаш да слушаш македонска музика, треба да се разбудиш у 4 саат са бајле. Па извини, јас бирам да идам да го слушам Боби. Ме разбираш? Не бирам да идам да го... Тоа сега да речем нокта 100% македонска музика, тоа жал. Ама Боби е павловски. Не е дојден од не знам каде. У блиски дни на тоа не може да се смени у нашата држава. Нема шанс. Не сум песимист. Со изборот на песни заради тоа што они ќе ги слушаат и Два Бона и Тони Зен и Сладкаристика. Да, ама одбирам на твојата свирка да дојдам, разбираш? Нема додам да го слушам не знам кој дојдан од надвор кој што се обидува да ми прави журка. Не, ќе си го платам седењето ноќта и ќе си уживам со Боби. Затоа што сметам дека таква поддршка треба да се дае на... Музичарите имаат фундаментален проблем. Боби не е еден од нив, затоа што многу вложува во својата кариера. И секој може да нема проблем, Драгча. Не. Боби се жалили, не. Затоа што он го сватил концептот многу рано и почел многу рано да вложува во себе и изградил кариера. Иначе, 99% тука од музичарите се колку е, нека е, ама се е кај мој џеб диде. Немаме никаков менаџмент. А
тапа спотови, тапа песни, нема никакви сценарија на спотовите. Ако ги гледаш спотовите на македонски просечни пејачи, по наводници, да се најде некој навреден, се е шетање. Дошле рандом, ај тука ке дрво застани и тука снимаме. Нема екипа, нема PR менеджмент, нема никаков менеджмент. Менеджмент ке нас е Ама кој е одговорен за тоа? самите музичари. Самите музичари. Ме сваќаш, значи па тоа он ми е вика, муабет. чекај, 50 евра, ама мој се. Не размислува дека менеджерот сака да му извади 100, оти ќе си земе поголем процент или 200 или. Види, Лошо Раче, е што јас- он мисли дека со тие морам да напоменам, ја никого не сакам да навредам, на секого почитувам трудот и вложеноста во секоја професија, поготово во музиката. Но не сакат да размислуваат да идат на некоја повисока скала. Апсолутно. И затоа Знаеш, не сите сакаат, зашто ковидот беше директен показател колку музичката естрада кај нас е страдна, естрада без Без генерално мајндсетот на луѓето каков е, се излеза на виделен. гледај, значи спремни сме од овдека напред да надвор од државава да дадеме се, ама внатре никој. Значи јас имам блиски другари што се многу големи менаџери што носат српски имиња од озгоре и сите тие работи. И стално ги прашувам, зашо бе не работиш со наши луѓе? И он ми вика, со шо да работам? Нема материјал, не вложува у себе ни. Ако му речеш да речем просек да вади песна барем еднаш на 4 месеци со спот, не. Преби ќе седне у кафана ќе испие 100 евра кизеде, него ли да тргне на страна за некоја добра песни спот. Он си го отворил чекмеџето на време, вложил во себе. Извадил ми е од негова уста си, вложил во... да. Ама јас и- се соочив со тој проблем у Македонија, со сам околу Ема нема што да вртиме, Пред тоа некој е ден тоа. извадив нели 10 Нова песна од песна, српскиот ете албум, да, од српскиот албум. Ај после ќе ти кажам за албум. Ја почнав да се соочувам у Македонија со тој стил, викам абе ќе снимаме спот, не е битно со кого, ќе снимаме. Викам како ајде, кажи ми тие Даде, песната. да идеја, Ај, ќе даде идеме таму. сценарио. И веќе имаме еден спот или два такви снимени, ај ќе идеме таму. Не луѓе, не, затоа што ја имам едно искуство, ја никош не го кријам тоа, имам кој 10 8 спота снимено со српски, 7 спота со српски и овој последниот ми е со човек од Босна. Имам искуство. Знаеш што прават? Така треба да изгледа, ја учам од нив. Ми вика, прати ми ја песната, овој што снима. Ја му праќам, ми вика, окей, осте ми 5 до 7 дена имаш сценарио, куцано. Да, Филм, цела брат, приказка, читаш, точно. Книга читаш. Ја идам по улица, ти седиш ваму, без разлика што идам по улица. Он те прашува, сакаш да има наменски спот, сакаш да има филм, или сакаш, варка што извади пред он, нема никакво Нема приказна? Нема приказна. Не е Ама поврзана тука со песната, сакаш да кажеш. Да, тачно е. Ама тука наменски авторот на песната сакал да се прикаже, без разлика што е српска песна, да се прикаже убавини на Македонија. Тие убавини ние сме одлучили да биде Преспанско езеро и да биде Трпејца и дело до Охридско езеро. Доволно Така, е да. да се прикаже селски тапан и тоа било наменски така. За разлика од Прекрасно, второва песна прекрасно. што сме снимали исто со нив, мора да има сценарио. Ја ако Боже сте ги погледнале, може не. Сите мои песни 80% се со филмчиња. Има приказна. Така Да е. почнеш да го гледаш, еве за жал во заблуда има кај што на девојката ја откриваат најтешката болест. Нели, Приказна. откриваат најтешка Филм. болест, да. На таму негде за жал не испадна така како што треба, ама ете таму негде помина. Сега неќем да испадне дека зборам за моите песни, Не, друго ми мораш беше да Ма, мало. не, ама така е. Не, Цела ќе- филозофија Ти си да се типичен збори пример јавно за тоа, затоа што Ама кај јас нас се што 10 така души се- што вложуваат. И сега, апропо тоа, ќе испадне, види го овој сега снима у Србија, што се занесува. Ма и им ова, она. кажа зашто снима у Србија. Човек, јас И за кажувам, жал србите го препознаваат македонското богатство, па го носат на Преспанско, ти тикнува. Тоа ми е човек мало. од Босна што живее во Од Босна, Германија, односно. од Босна, од Германија, вика не брате, ово е 7/8 ритам. Браво. Вака мора не киде, вика македонски, додај, вика тапан, нешто да се гледане или Јане у тапанот Наунчево. Јане во тапанот, бе, Јане, На- извини, Јане, на кларинет, На кларинет. Наунче на тапан и сите тие работи. И зашто тоа да не го... Муабетот ми е друг. Има еден проблем што нема да се сложам со тебе во врска со што спомна преска. Дај ми ти, наброј ми 5 автори, хитмейкери, кои јас ги барам. Кај нас? Да, ги барам. Е, имам одговор за тоа. Спремен одговор, како за феминистките. Ја ги барам Вака авторите. Сега нека ми се јават и сите 5 нека ми дадат 100 демоа. Од 100 демоа ќе им земам 60. Кај нас проблемот е што не живееме од музика.
ако јас од тебе овој месец земам 1000 евра за песна, и ако јас цел месец го посветам доручек, ручек, вечера, спијам и станувам со твојата песна, не може да не се даде успешен производ. А ти ако сега са бајле стана, идеш прва смена на работа, па се вратиш дома, децата ти плачат, па 400 евра ти е плата и си од Боби си земал уште 200 евра, гледаш само да му скоцкаш нешто колку да пројде. Ама и ти со тие 200 евра викаш на него, друже, дај нека пројде, и он го прифаќа со тие 200 евра нека пројде. Дај му љадарче, онда е обезбеден месецов, сметки платени, кирија платена, деца најадени и облечени, да видиш дали нема да сработи подобро. И зашто сторбите не функционира така? Затоа што наплаќаат по 5000 евра од песна. Не е само во човек, не се такви сумите сега гледа. Добро, сумите први не јас знам како се. Сумите се помали, јас сум правил песни јавно. Саша Николич зима по 5,5, 6, 7. Ја не сум соработал со ни, соработал, он ти вика, еве ти 5 демо снимки, кои што намески ги правил ради мене, јас секој сум гледал на тие работи и ти кој си ми пратил демо снимки. Така абе, ова песна си ја правил за некој друг или за мене? Не тоа дека мене психички ми влие, него да знам на што сме, знаеш, дали ме познаш ти мене како карактер, физички, психички, ја што правам у животов, или па, знаеш, ако проđe. И сега он што ти вика, еве ти 5 демо снимки, слушај ги. И од тие 5 демо снимки сум купил 3 песни и му викам, дај ми 3 песни, дај ми добра цена сега, нормално. Многу си управо за ова, ама гледај, ако тука му платиш ти на наш автор, вие месец ден имате време да дружите, ако он нема друга преокупација, ако живее само тоа. Ке седите, па песната заедно ќе ја правите. На Металика, најголемиот албум, мислам дека беше Master of Puppets, они имаат изнајмено замок на 3 месеци, и таму е направено студиото, има документарец, можеш да го гледаш. Таму спијат сите, инженери, бендот, сите, и дишат у песните. Една песна по 30 пати се преправа, додека не се дојде до вистинскиот производ. Ама буџет одвоен, сите се на куп, сите заедно функционираат. Ако јас денеска пак ја речам, ако мене ми е добра плата на песната, мене ќе ми биде секој ден кејф да доаѓаш заедно да ја работиме. Значи, да биде одлика тоа што викаш на тебе. Ама и кој што треба да му добро плата на песната го нема да се јави. И тоа е башка. Нема мојот број. Човече 100 пути имам кажано истото. Се плашат. 100 пути го кажувам, ови ќе го кажувам и ти да ме викнеш од телевизија и на било која телевизија пак ќе го кажам истото. Од што се плашат бедац? Од што се плашат дека што нема да ја произнесам, нема да изрекламирам или нема да ја донесам кој што треба песната? Не се плашат. Од обратен смер се плашат да понудат. Затоа што немаат производ. Па ондак нека не се наоѓаат луѓе кои што ќе ми викаат ајве македонска музика, зашто снимаш? Да расчистим едно. Српска музика снимам од причина што за жал на вистината и ово го имам кажано, дојди на настап, не мора на мој. Еве на мојов колега отиди на настап. И број ги песните на вечерта да видиш колку македонски песни ќе сот. Ја налагам многу македонски. Ја евергрини пеам 90% сите освен од Верица, не знам, некои ептен захтевни женски песни што си бараат. Од Владо Јаневски, од Тоше, дури од Лозано пеам песни. Све пеам македонско само да покријам, да бидам у процент, да имам оправдување пред цела македонска наша публика дека еве го Боби пее македонска музика. Ама не, преди се тоа го сакаш, затоа што си го сакаш, затоа го правиш. Ама тука сме застанати. Тука сме застанати. Да, јас сакам да имам не знаете луѓе гори у мене колку ја сакам да имам 4 македонски албуми. Абе јас се слагам скоро за тие 40 спота ќе снимам. Колата ќе си ја продадам, кредит ќе земам, леп ќе јадам секој ден само со ништо, само за да снимам македонска сега музика. извади нова песна. Јас што имам заеднички пријатели со тебе, можам 4 или 5 души видов што ја споделија. Толку без табе. Ма не работиш за другите, не живееш. Се е тоа во ред. Сакам да кажам, ние музичарите меѓу нас немаме никаква поддршка едни на други. Не ти треба од никого поддршка. Ја не барам поддршка, ја си правам филмот, сам сум си у филмот. Поддржал, не поддржал, мене ми е на почетоците на работата, ја сега сум надвор од вашава бранша и кога сум почнувала пред 23-4-5 години и сега истиот труд го вложувам на подготвување. Јас не сум отишла неспремна на интервју, неподготвена. Значи седам, читам, гледам други видеа, други интервјуа на соговорникот, се консултирам ако е нешто што не е директно, да речеме нешто што јас го владеам, а тоа е внатрешна политика, ќе се јавам.
кај луѓе кои што се стручни. Слушај, во оваа насока дали ми се вака прашањето окей за интервјуто? Дали треба нешто повеќе да знам за човеков? Што треба да знам повеќе? Се подготвувам затоа што тоа ти носи се што треба да ти донесе. Таму успехот во музиката, поготово Не ми музичарите ќе и настапат. 8.000 сум земала и 100 евро сум земала месечно, така се почнувала во наше Кај време. мене барем у подкастов е многу лесно. Знам дека треба да направам екстра кафе и тоа е тоа. Се поминува. После си Ама- правиме другарски муабети. Само по едно кафе имаме? Не бе, има по колку сакаш кафиња. Срам да ви. Значи, најголема фора у војска која бев беше тоа со чај. Значи, ставаш греана ракија у шолја за чај, ја ставаш внатре, да, И зимно кесичето, време. бе, Кесичето, точно, Чекај, кесичето. тоа што ви си го врзуваш за штраф. Не. Значи, зимаш шолја за млеко, голема. Унутра ставаш чавче греана ракија. Ставаш чај до нејзе на суво и надвор го вадиш. Чекај, ти си бил у војска. Јас бев у војната. Како не сум бил? мајстор. И ставаш од озгора поклопец, нели шолјичка, тоа цела голема команда корнена греана ракија, ама Али никој битно пиеш чај. нигде не виде. И да ти кажам право, војска, иако бев у многу лошо време војска ми е Школа не видам. не еден од најубавите спомени, пошто у тоа Исто и време јас. удри Не Золја, бев во војска. со Золја ја погодија Илинден касарната и нашата касарна, јас бев во Ѓорче испразнија, останавме околу 30-40 војника и од Велес ни донесоа 100 жени на прекоманда О, Боже За тоа памти војска, Јас си ја памтил поминам, војска. Значи доле беше гостинска соба и сметководство. На први спрат бевме само 12 души што му бевме команден вод, што му бевме како обезбедување на командантот, и на трети спрат 100 жени. Остај војска, Добре. сега ќе ти кажам нешто за песнава или... Ајде бе, ајде. Јас сакам. Баш ми интересува. Па, оваа песна не беше за мене. Ама не е за кого е речено, за кого е печено, за тебе била. Да, види, не беше оваа песна, ова е втората песна, да вториме на кратко. Неќе многу да должам. И првата И песна нема и време уште ќе се кажете уште нешто на кратко. Што го заврши? Ќе не прашаш тоа? Е толку. Прашање ти, што Првата да си песна кажам? што ја снимивме, ја отснимив, ја завршив и за таа е снимен спот. А вторава беше у пауза, додека седевме вака ке аранжман ке Боби. Боби, знаеш кој е Боби? Како не? Ностоп. На него мислиш? Така, да. И седиме ке него студио, викам да пушти нешто да видам што сте работеле. Ми ја пушта Варка, слушам женски вокал, пее, женска убија, не знам како и беше името. Милица, Милена, не знам, Миха. ствари, Миха да не. не знам некој, ама она ми пее пратичи вокали сега на истата песна. И викам, ле, добро, окей, 7-8 мина, ми фати многу добар почеток, како истата песна, само у Х, ево сега сме у Елю Да, и Ден, да. не знам, да. Но Така нешто, во Х. машки тоналитет ја транспонирав. Кој? Пат песната што викаш. И ја слушам и добро, и сидам да ќе дома, човече ми звони тоа, Варка. Еј, викам, ова не е можно, човече. Добро, викам, Боби, те молам, пушти ми го демото од женскава, да го слушам под дома. Се саљуби, вика, не ова, вика, ја дадовме на една... Обично немам навика да зборам за кој српски имиња да кажам, за една вика позната доста српска пејачка, ама вика незиниот, не ме држи збор, менаџер или брат бара у 7-8 мина стал рап. Што стал? Рап. Човеков што е автор на песната, не сакал да го припати тоа. Така Браво. информацијата дојде на мене. Песната е таа. Леле, Текстот е прекрасно. тој. Сакате Очеш, да. Ја викам, човек, те молам, дај песна да биде моја, знаеш ово она. И помина некој ден, 2-3, така имавме некоја. Вика, окей, слободна е песна, ништо не правиме. Ти саш да земам, сам да земам. Готово, зима и Сета, земат се видиш. тегневме, не ми одговараше, почнав у Г. Леле, се уништив. Какво Г, бе? Дај споделени рефренча? Г, не, Спеќе ти го пуштам него. уништам ја. Не Г, веќе- Ф, Г, Ф, С, Ф, Е, мислам дека до 10 стигнавме за да излезе она баш тоа што треба да излезе. Излезе песната топ и ај кај ќе ова морам да го кажам. Кај да снимаме спот ми вика пеа. Бе, ти нели автор. се брзаше преска? Види, ја да не заламфам. Пеа вика, така е автор на песната, вика, слушај, јас сакам да снимате спот негов е на Галичица. Сум слушнал за Галичица, мислам дека бил и таму ќе дигне дрон да се гледаат двете езера, да видите да, дека е на таа цел Балкан да видат, Македонија дека е тоа. Океј, стигаме луѓе на Галичица. Ја, Јане, Наум, Јанета Јоана. Панџијата? Немој бе, Јане од Драчево. Знае дека не е од Драчево. И стигаме луѓе
кај беше? На Галичица. Знаете тука едно Видиковец сте биле? Да. И се синуваме со 2 коли, идеме ја и Авторов, топ, тоа идеално место, Авторов, снимателов, топ местото тука треба да снимаме. Како се качуваме, чувам слики. Имаме напад од муви. Да. Не 2 муви. Милион муви. Меѓу 7 и 9. И како се вртам, ја ја чувам сликата, позади грбот, језиво. Ја у црна мајца, ону плава, светла плава како твојата, цел грб со муви. Што се случува, не знам зашто е така, кога гледам многу измет од крави. Таму едно бачило крави, таму бачило крави, овој ми вика, Јасмин се викаше дечко што снима, брате вика ништо до ова една мува, ти барем знаеш, една мува да имаме у кадар. Смета, страшно. Како стоиме на Видиковец, што правиме, немаме тој ден ние за снимање, немаме, а се спрема за 5-6 сата треба почне да врне. Прати мене на апликација, леле, и седам и гледам, Господ кој сака. И гледам вака брегот на Охридско, светинаум таму, еве го трпеци, гледам на трпеца брегчето. Тоа е едно као вака што го има. Викам, брате, таму ќе снимаме. Палиме кола, идеме. Таму ќе снимаме, викам, слушаме. Јас сум бил таму, не памтам зашто бев, идеме и останавме таму и последните кадри, он сакаше да прави вештачки дожд, ама не го искористил, тој не знам зашто. Баш истиве ночери ги носе, се гледаше, капеше вакво. И последните кадри што ги снимав кај што стојам у бела кошула, више почна да врне, затоа и гледам нагоре, ми капат на капки дожд. Испадна многу добро. Да не се сакачил гора, ли имало да ти тикне на местенца во кај Ја трпеца. види, Се се случува точно. Многу верувам во такви. Апсолутно, Таму нема требало случајност. да се снима. Не требало таму. Точно. Значи ќе ја гледате на Боби Варка, на YouTube новиот куцате сингл. таму Боби Павловски Варка и супер ми котира, гледам околу 140-150 илјади до сега. Браво. И на Нека Инстаграм се си тера. 10 дуплира. Парем 1 милионче да направи. Да ти кажам, таму негде ми стана позната со 150.000 километри, позната сега, така кажано сега, нели као лична карта. Она е за жал не е на мој канал, е на куќава што има со нив договор, таму е на нивниот канал. И не ми е мене мерило. Знаеш како се ложиме ние луѓето? Први ми отвориш песен да гледаш колку имаш вјуз. Знаеш и можеш тогаш да ја куцнеш. Ано ние со 100-200 илјади или со 15-20-50 илјади не ćeš да ја куцнеш затоа што си викаш, знаеш, што ќе губам време на ова, знаеш. Ама ете тоа да стигне до 300-400-500 илјади и тоа не ми е. Нека бара народ, кој да ми ја бара да им ја пеам. Таму негде се случувало по 3-4 пати на ноќ да ја пеам. Само рефрен. Си пеат луѓето, си препрекаат работа. Да. Искра ти, нешто да си додадеш за крај? Околу твојот албум? Не знам, ајде во која смисла те интересира, во тоа што правам, дали Не, дали имаш некоја новина, еве, ова кажавме за конгресот што помина. Да, подкастот мој. Да, ете е конкуренција. Да, и се има подкаст Неизин. Па Алфа подкаст е нов производ релативно, стартувавме во јуни или почнавме во јуни, ајде да не видам со англицизмиве. И беше апсолутно надвор од мојата комфортна зона, тоа се политички интервјуа и емисии. И ова е нешто кое што сум требала многу одамна да го направам, бидејќи сите ние си имаме мисија на овој свет. Така, и пази, која лотарија е ти да се погодиш во дадено време, простор да се реализираш и материализираш како Искра, како Драган, како Боби. И значи, тука и сега е животот, тука и сега се случувањата, максимално уживам во се што правам. Врати се кога бевме клинци основци, кој би помислил дека еден ден ќе сме седеле вака карши. Да можам на таа Искра тогаш да ја кажам на тоа перспектива некои фини реченици. Би било многу поинако, ама не поврзано да биде... со професија. Живот на школа, да, и живот на гледање школа. на работите. Ама види се, па сме уште, значи човек учи додека е жив. Знаеш, и верувам дека уште многу ќе испогрешиме у животот, ама валја ќе оставиме нешто точно. Апсолутно, значи сама си ја правам среќата, сама си ги правам и неубавите работи. И колку побрзо сите се освестиме дека се зависи само исклучиво од нас, од никој друг, од никој. Тука завршува се лошо, се страшно и така. Не знам дали го знаеш, тој податок имам ја еден близок човек кој што ми дава такви податоци, дека многу мал процент на цела планетата Земја се со покачена свесност и се будат, Боби почнуваат да се будат. Тоа е добро што се будат, ама и се менува да не сгрешам, еволуираме, еволуцијата си продолжува натаму и ама јас мислам дека ние и нашите родители, особено они го живеа голден
голден времето, кога немаше никакви дисрупции од страна као телефони, како и ние го фативме до кај 5-16 години. И многу едноставно, например, на тема пари, тоа е омилена тема кај сите македонци и кај сите нас, и очекувано и нормално, мислам, не знам дали е нормално, ама ги разбирам. Во оној момент кога престанав да се секирам колку заработувам и кога престанав да размислувам како ќе го преживувам месецот, мене тогаш почна ми доаѓаат. Да се доаѓаат. Тоа е цела филозофија. Значи, ти колку се фокусиран на се што е неубаво, нечистоние, политичарите ни ја крадат државата, не знаеме да цениме, не знамуваме, и колку е тука фокусот, лошите работи се триплираат, се милионираат, како да Боби кажем. не помислил на пари 20 години. Види го како збори. Викаат, те молам, дај ми ја песната. Се викам шумно како. А му рекол, дечко, дај ми ја песната моја, пази, он ужива у тоа, бе, он се дал. Чим не идеш на плинара, не мислиш ич на пари. Кај знаеш, може пак ќе почне на види, ја не гледам така на работите. Веруј ми се, Ако возиш Сканија, може да идеш на плинара. Не се полирам, јас сум секој реален искрен човек, мене Не, материјалното. Ти си успешен и плодовите на успехот човек треба да си ги ужива. Крај крајва за тоа работиме, за тоа се трудиме. И ајде ова ќе треба да го монтирам ја после сега 2 сати сега да ве монтирам. Фала ви многу што ви бевте гости, многу драги. Но усвари на сите им го викам ова што се занесувам. Фала ви многу и да се видиме наскоро па. И да не ни кажеш, ние знаеме дека сме ти поиша драги од другите, еве така јавно. Јас уживав, Драгче, и фала што извади од мене така некои интересни, различни од вообичаените. Така да те тргнеме малце од политиката, да, и од точно. И ќе ти пишам порака кога ќе купам друга боја на гаки. Не. Јас ќе ти купам друга боја на гаки. Не облекувам ја, мај. Слушај, ама знаеш што е симптоматично, што он се присели го продаде тој стан што беше спроти тебе си. А не си го продал? Ај, извини. Не. А па значи ти у догледно време пак ќе се гледат. Слушај. Па што знам, не верувам. Црна боја, гаќа ти е топ и да забориш 5-6 дена да носиш тие гаќа. Точно. Нема врска пати. Црно и евентуално темно тегет на се иде. Така да немаш гајле. Ај достави, ајде. Се гледаме во следна прилика. Фала. Чао. Чао.